Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Вечерашен гостин е доктор Петре Ѓоргиев од Поликлиника Филип Вториов дека во Струмица. Докторе, добро вечер. Добро вечер. Добро ни дојдовте по втор пат во ТВ Ординација. Се надевам дека ќе соработуваме уште, ќе имаме теми кои што нашите гледачи ќе можат да го свртиме вниманието. Вечер возборуваме за актуелна тема. Темата е карциномот на белите дробови. Во претходниот разговор пред почетокот на емисијата дознавме дека карциномот на белите дробови е втор причинител кога станува збор за карциномите после карциномот на дојка во Македонија. Така е. Значи, карциномот на белите дробови е една од најчестите форми на малигни заболувања во светски рамки, па и во Македонија. Тоа е на второ место, веднаш под ракот на дојки. Наградите, значи, инциденцата се движи од 20 до 30 пациенти на 100.000 жители или кумулативно земено во Република Македонија тоа е некаде на околу 600 до 700 пациенти годишно, што воопшто не е мала бројка или бројка за занемарување. Така да треба да се обрне посебен акцент на оваа болест, бидејќи ако се открие во раните стадиуми, терапијата и како е успешна со новите современи медицински достигнувања. Така. Сите зборуваат дека цигарите се причинител број 1 на ракот за белите дробови. Што вели медицинската статистика, дали ова точно и кој е уствари и најголемиот причинител? Так. Значи, генетиката секогаш е на прво место во однос на карциномите, значи се смета дека генетската предиспозиција кај одредена личност игра клучно влијание дали ќе биде заболена од рак или не. Меѓутоа, со некои ризик фактори ние можеме да допринесеме. Пушењето секако се уште е фактор број 1 за многу карциноми, па и карциномот на белите дробови. Потоа се смета дека и аерозагодувањето веќе се придава поголемо значење на аерозагодувањето како значаен ризик фактор за настанување на карцином на белите дробови. Тука исто така одредени професионални експозиции на одредени материи можат да предизвикаат заболување, односно рак на бели дробови. Пред се мисли на азбестот и радонот, како две радиоактивни материи кои што ги има доста распространето во природата, па така одредени професии, посебно рударите да речеме, или градежниците се изложени, под зголемен ризик за настанување на карцином на бели дробови. Но пак ќе напоменам, значи сепак пушењето е најглавен и најзначаен ризик фактор за настанување на рак на бели дробови. Само чисто како илустрација за гледачите ќе кажам дека од 10 заболени пациенти, значи со карцином на бели дробови, 9 се пушачи, што укажува на тоа дека пушењето секако ја игра главната улога во настанувањето на карциномот на белите дробови. Така. Карциномите често пати знаат да дадат симптоматологија во малку подоцнешна фаза. Што е со карциномот на белите дробови? Точно, иако најголем дел од карциномите се откриваат во многу поодминат стадиум кога веќе е проширен на други, карциномот веќе е проширен на други органи. Нешто слично и со карциномот на белите дробови. Прв симптом на кој што секој треба да обнеме внимание, а посебно пушачите, е сувата кашлица, значи честата, упорна и сува кашлица која трае повеќе од 2 до 3 недели, која може да биде проследена со исплувок од крв. Треба да го алармира секој пациент да си го посети својот доктор, значи да се направат одредени испитувања веднаш, за да може, ако има некакви промени, да се продолжи понатаму во диагностиката на ова заболување. Значи, освен кашлицата која што ја напоменав, може да се јават и некои други неспецифични симптоми, како што се повремени тапи болки во градите, значи потоа честите бронхопнеумонии се исто така еден дел од симптоматологијата на карциномот на белите дробови, кои што тешко се третираат и треба кај секој пациент, посебно над 50 годишна возраст, кој има чести и упорни бронхопнеумонии, значи да се направат дополнителни испитувања за да евентуално ако има некаква промена на самиот бел дроб да се фати во поран стадиум. Исто така пациентите кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест под ризик фактори
под ризик за да заболат со карцином, така да и кај нив треба да се обрне посебно внимание, значи, и секоја промена на белите дробови видена под рентген да продолжи понатаму нивната диагностика, значи да се направи компјутер и евентуално бронхоскопија за да се верифицира промената која што е видена на рентген. Други симптоми, значи, исто така се неспецифични, тоа е слабењето, слабокрвноста, што може да биде симптом и за секое друго малигно заболување. Така да можам да кажам дека имам доста неспецифични симптоми за оваа болест. Така, претпоставам дека исто и со интервалите на дишување и издишување? Да. Гладот за воздух е исто така едно од симптомите на карцином на бел дроб. Меѓутоа, тоа е неспецифичен симптом, значи се јавува и кај други состојби, како што се астмата, како што е хроничната обструктивна белодробна болест. Меѓутоа, овие пациенти треба да бидат доста под лекарски мониторинг, значи во годините потоа за евентуалната промена да се фати во што поранен стадиум. Така, кога симптоматологијата во кој стадиум може да не однесе за почетокот на лекувањето? Значи, вообичаено нема тука некое класично правило па да кажеме дека самата кашлица може да биде некоја рана форма на карцином, евентуално ако е видена на бел дроб, значи одредени форми на карцином на бел дроб, како што е ситноклеточниот карцином, во фаза веќе на диагностика, кога е диагностициран, е проширен и по другите органи, што значи не можеме стрикно да кажеме дека ако е појавен симптомот кашлица, да речеме, посебно за него, пошто тоа е некако најалармантен, кој трае подолго време, дека тоа во најран стадиум и може комплетно да се истретира. Меѓутоа, другите форми на карцином на бел дроб, како што е аденокарциномот, како што е планоцелуларниот карцином, кој што се почести од ситноклеточниот карцином, значи, доколку се фатат во најран стадиум, со денешните современи медицински достигнувања може да се постигне значително преживување, па дури во одредени ситуации комплетно излекување. Така, ги спомнавме лекувањата, што е со третманите, на кој начин се третираат? Во главно, значи, како и сите карциноми, така и карциномот на белите дробови се третира хируршки. Значи, хирургијата игра клучно место во лекувањето на овие пациенти, што значи доколку пациентот е откриен во ран стадиум, кога нема проширување во другите органи или локално е регионализиран, значи може со хируршкиот третман комплетно да биде пациентот излекуван. Значи, секако дека тука после е вклучена и радиотерапијата како дополнителна или адјувантна терапија, значи кон лекувањето на овие пациенти, меѓутоа хирургијата секогаш е на прво место кај пациентите каде што веќе имаме проширување во другите органи или се проширени на двете белодробни крила, тука веќе оперативниот третман е контраиндициран и единствено лекување палијативна радиотерапија со која што кај пациентите, значи на кој што пациентите им се продолжува животот за неколку месеци до неколку години, зависно од типот на карциномот кој што е откриен. Така, што е со возрастната граница? Да. Што е со разликата помеѓу машкиот и женскиот пол? Така, значи вообичаено и најчесто карциномот на белите дробови се јавува во средна возраст, значи од 50 години па нагоре, меѓутоа овие бројки веќе значително се менуваат во последните години, така да во нашата лекарска пракса веќе имаме диагностицирано карцином на бел дроб и на 40 и на 30 годишна возраст, што пред 10, 20 па и 30 години беше незамисливо. Исто така во минатиот век најчесто заболуваа мажите, значи како активни пушачи кои што активни пушачи во таа возраст, меѓутоа сега веќе поради тоа што пушењето зема все помасовно, значи подеднакво заболуваат и мажите и жените. И застапеноста е речиси иста. Така. Накратко ја спомнавме и прогнозата, нели, доколку навреме се лекува. Што велат лекарските прогнози? Да, значи вообичаено прогнозата зависи освен од навременото откривање на карциномот, зависи од типот на карциномот, значи како што кажав и пред малку,
најдобри резултати се постигнува со планоцелуларниот и аденокарцином на белите дробови, значи кај нив доколку се открие во раните стадиуми од болеста, значи во прв или втор стадиум, со самата хируршка ресекција на туморот може да се постигне комплетно излекување кај пациентите, а инаку со радиотерапијата како исто така палиативен третман, односно кај пациенти кои што веќе се инеоперабилни, може да им се продолжи средното преживување е од 2 до 3 години. Кај ситноклеточниот карцином, како што го спомнав и претходно, значи најагресивната форма на карцином на бел дроб, веќе во фаза на диагностика карциномот е раширен и по други органи, единствено тераписка опција останува само палиативната радиотерапија, со која што кај пациентите е продолжен животот од 9 до 12 месеци само. Така. Колку време трае таа терапија? Терапијата зависно од проценката на онкологот, вообичаено одат од 6 до 8 курсиви на хемотерапија кај пациентите, значи ги примаат во болница и потоа се пуштаат дома со евентуална симптоматска терапија, ако им е потребна на пациентите. Така, јас би сакала да го искористам моментов овдека да зборнам нешто кое што е и можеби во склоп со темата и можеби е надвор од темата. Македонија легализираше маслото од канабис. Колку често лекарите си дозволуваат да го препишат како дел од терапијата, кога станува збор за лекување на карциномите? Да, веќе значи Македонија е вклучена како земја каде што канабисот маслото од канабис може да биде дадено во третман на одредени малигни болести. Се уште значи податоците се дискутабилни. На европско светско ниво не можеме 100% со сигурност да кажеме дека маслото од канабис го лекува карциномот. До сега има известни подобрување на симптомите кај самите пациенти, намалување на болката, намалување на кашлицата, значи подобрување малку на општата состојба. Меѓутоа, гледачите мора да знаат дека маслото од канабис не го лекува ниеден карцином, па и карциномот на белите дробови. Така. Сакате да кажете дека можеби ќе делува на олеснување на симптомите. Така. Дали ќе го продолжи животниот век, дали до сега нема некои позначени, барем јас не сум сретнал некои позначени светски студии што укажуваат на тоа дека маслото од канабис со редовна примена на маслото од канабис го продолжува или го значително подобрува статусот на терминално болните пациенти од било кој карцином, па ќе кажам и карциномот на белите дробови. Така. Доктор, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од Таврдинација повторно. Ви благодарам и вас на поканата. Се надевам ќе предискутираме понатаму и на некои други теми кои што доста се актуелни кај народот. Така. Ви благодарам уште еднаш, а вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме на наредната Таврдинација.